Да, во месец јули во однос на јуни имаме пат од 2,2% на индустријското производство и тоа доаѓа последователно и со намалувањето на просечната плата во Македонија за 0,7% за истиот период, така што по намалувањето на просечната плата за 0,7% доаѓа и до намалување на економијата или поточно на индустријското производство за 2,2%, што укажува дека нашите апели и нашите укажувања дека има сериозни ризици за назадување на економијата, дека се исправни и дека работите во тој дел, во делот на економијата, на движењето на платите, на индустријското производство, не одат во добар правец. Очевидно е дека владата има сериозен дефокусирање од економијата, дека немаат доволен интерес да ги продолжат добрите трендови во економијата и големиот ангажман што преходната власт го имаше во правец на отворање на нови работни места, а за да се отворат нови работни места потребни се многу активности, пред се помагање и носење на инвеститори и помагање на постојните инвеститори со разни мерки и активности да остваруваат подобри резултати. Така што тие активности очигледно е дека се запрени или се сериозно намалени. И тоа веќе се изразува и преку официјалните податоци на Заводот за статистика, кои што самиот објавува дека паѓа индустријското производство, паѓа нивото на просечната плата. Ги чекаме другите резултати, но се чини дека трендот е надолен. Веќе од овие податоци се гледа дека имаме влошувачки тренд и од тука нашите апели до власта да остане фокусирана како што ние бевме, фокусирани на отварањето на нови работни места, еден од најголемите и најгорливите проблеми на граѓаните, останува и понатаму. Гледаме дека тие се фокусирани на други работи, фокусирани се на разни манипулации, кој министер што ручал, што вечерал, фокусирани се на разни хајки, на политички прогони. Меѓутоа, луѓето не можат да живеат од тоа. Нив им треба повисока плата, а на оние што не се вработени им треба вработување, им требаат нови работни места, каде што владата може да помогне во донесување на нови работни места и отварање на нови капацитети.